Огромна е честа на последниот ден од ова 59-то издание да оцениме дека изминаа 40 дена исполнети со врвни уметници, презадоволна публика и полни гледалишта. Охридско лето запиша уште едно успешно фестивалско издание во богатата фестивалска историја. Пречекавме околу 500 уметници од 23 земји од светот, но и гости од земјава и странство кои допатуваа за да ја следат фестивалската програма. Фестивал кој е еден од најзначајните европски фестивали, со голема традиција и одличен рейтинг. Воодушевени и од убавините на Охрид, уметниците изразија желба повторно да се вратат и да бидат дел од оваа манифестација. Концертот на свеченото отварање со години најназад веќе се профилира како исклучителен настан, на кој редовно гостуваат врвни светски музички имиња. 12 јули стана символ за неповторлив настан, еден од најексклузивните концерти во културните збидувања во Република Северна Македонија. Мислам дека Охридско лето е навистина врвот на она што може да се каже културна манифестација во нашата земја. И она што не чека до година се 60 години и навистина е една преубава можност да затвориме еден круг и да почнеме една нова приказна со Охридско лето. Посебно и многу ми значи ова затварање, бидејќи публиката ќе може да види представата Одисеј, настаната по текстот на нашиот драг Горан Стефановски. Да се донесе оваа представа и да се соберат овие луѓе, дел од нив гледате овдека на масата, а поголемиот дел можете да го видите на другата маса, беше како да се состави еден мозаик на едни камчиња, на едни слики кои што пред 5-6 години се растуриле на секаде по светот